Минатата сабота започнавме со една тема, која што ја насловив преживување на кризата. Минатата сабота беше прв дел, денес ќе биде втор, дали ќе биде последен ќе видиме, зависи. Ако се сеќавате, само да ме пристам на некои моменти за да се надоврземе, рековме дека Бог, Исус, нашиот Господ и Спасител, ќе дојде, ама кога ќе дојде, за тоа никој не знае, затоа што ќе дојде како што? Како крадец во ноќта. И затоа тоа не треба да не интересира, мислам да се бавиме со одредување на време, кога Исус би дошол. Иако вака низ муабети, кога си правиме муабет, секој може да каже, има уште толку време, може би уште толку време. Тоа не е битно за нас. Ние треба да бидеме спремни како да вечерва ќе дојде, затоа што читавме еден стих во Откровение 16:15, па пак би сакал да го нагласам, еве како за почеток денес. Што е тоа што е битно за нас? Откровение 16:15 вели, самиот Исус ги каже овие зборови, и ете, идам како крадец. Че тој самиот го потврдува тоа што го читавме во Солуњаните, минатиот пат, идам како крадец, блажен е оној кој бде и ги пази своите облеки за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. Че она што е битно за нас е да бдееме, да сме трезвени, да сме будни, да внимаваме на знаците, на настаните и да внимаваме, да пазиме на облеката, на Христовата праведност. Значи, никој нема горе да отиде, односно да го дочека Христа радосен, да го дочека својот Спасител во некоја своја облека. Туку сите ние мора да бидеме како во онаа парабола на гозбата на Господарот свадбата, всушност на неговиот син, во своја облека, туку во свадбена облека, а тоа е таа облека на Христовата праведност, оној бел лен, која што облека е искајана целосно на небесен разбој и таму нема ниту една човечка нитка. Тоа е она на што ние треба да внимаваме, а треба да внимаваме, значи, она која се вели бдееме, да бидеме трезни, како што вели во 1 Солуњаните 5 глава, дека ние не сме синови на ноќта, па да не затече тоа изненадно, туку сме синови на денот, синови на светлината. Треба да внимаваме на знаците и спомнавме кои знаци во Матеј 24 глава, но пред се насочивме, тоа ми беше и поентата на оние стихови од 9 стих па понатаму, значи во Матеј 24 глава да повторно отвориме и да се подсетиме на тој дел. 24 глава Матеј, од 9 стих, значи, претходно се набројуваат војни гласови за војни помори, болести, земјотреси, поплави, разноразни неволи, но сето тоа е само почеток на страдањата, вели 8 стих. И дури потоа доаѓаат вистинските страдања, и вели 9 стих, тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат. И сите народи ќе ве замрзат заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат, и едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот. И ќе се јават многу лажни пророци, и ќе заблудат мнозина, и заради многу беззаконија љубовта ќе олади. Кај мнозина, а кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И ова Евангелие вели за царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. И нагласок ставивме на тоа дека можни се сценарија, затоа што Библијата ни укажува тоа, кога вели дека домашните ќе ни бидат противници и непријатели, да токму домашните не издадат. Домашните се мисли од семејството, домашните браќата и сестрите од црквата. Не дај Боже, меѓутоа такви сценарии се можни и навистина тоа ќе биде една не толку физичка, ќе има секако и физичка, колку што психичка тортура за нас. И за да
човек издржи да ја преживее таа криза, му е битна тесна заедница со Господа. И истакнавме, видовме дека затоа од тие причини не треба целосна доверба да имаме во ниту еден човек, кој да е. Затоа што, видовме, еве да ги прочитаме повторно тие стихови, Псалм 146, 3 и 4 стих, 146 Псалм, 3 и 4. Не надевајте се на кнезовите ниту во човечки син, од кого нема спасение. Нема спасение. Некои мислат дека Трамп ќе го спаси светот од сатанистите. Не. Трамп не е спасителот. Ниту било кој. Некој ќе рече можеби Путин. Не се надевате на кнезови, ниту на човечки син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, и од Трамп, и од Путин, и било кој, кога ќе излезе духот од него, тој се враќа во својата земја и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Толку, крај, точка. Затоа не треба целосно да се надеваме на човек, затоа што спасението не е само во Господа и затоа целосна доверба треба да имаме во Господа. И ако се сеќавате, прочитавме од последните настани цитат кај што се велеше дека тие последни кризи ќе можеме да ги поминеме ако сме само целосно посветени на Господа, целосно предадени на Господа. И дори во Еремија 17 глава, на позната глава, се вели во 5 стих таму дека исто така не треба се надеваме на човек, затоа што ако се надеваме на човек, всушност со тоа се оттргаме од Господа. И тука често пати знаеме да патнеме и сите ние паѓаме, можеме да наредиме некои примери во нашите животи. Кога било да е болест во прашање, било што и да е, значи, некогаш ќе се понадеваме на човек, дека решението во човек. Нека и тоа и еминентен доктор и било што и така натаму. Видите, гледате денеска каков хаос владее и во таа област. Веројатно тоа е со некоја намера и намерно, ќе кажам, затоа што денови го слушав овој Вело Марковски, нашиот познат инфектолог или што и да е. И видите како, значи, ги бираат одредени доктори кои што треба да кажат нешто во јавност, а мнози на други кои што се стручни ги тргаат по страна. Веројатно има некоја причина. И еве ќе кажам нешто збор два што слушнав од него, значи околу тие PCR тестови кои што се прават. Тој убаво кажа дека тоа се толку неточни тестови. Затоа што откриваат само секвенца, може да се откријат од вирусот, од ковидот кај вас, а да не сте инфицирани, всушност, од вирусот. Чи само секвенца, од вама, од тамо, некако се задржала таа секвенца кај вас, во вашиот бриз, клетките, значи, кои што ги тестираат при тоа и воопшто не сте ни инфицирани. Значи, според тоа, тие бројки што ги кажуваат се премногу нереални. Да. И ред други работи. Океј, како и да е, значи, поентата е, било за што, решението е секојаш кај Господа и треба да имаме само во него целосна доверба. Идат страшни времења, кога заради верата, заради нашето верување во вистината и прифаќањето на единствената вистинска вера, Христовата вера, ќе бидеме омразени од сите, вели, и мнозина ќе попуштат во такви моменти, затоа што тоа е неверојатен психички стрес, психички притисок врз нас. Замислите да имате, како што спомнавме минатиот пат, само еден кој што ве мрази, ама онака стварна омраза, значи да му е дозволено, ќе ве згази, ќе ве изеде, ќе ве, знаете, таква омраза. А секоја имате цел свет, нормално со исклучок, нели, Господ ќе си има свој народ секојаш. Меѓутоа тие ќе бидат распрскани, разбегани, кој знае кај све не, и ќе се најдете во ситуација сами, наспроти некоја разјарена толпа. Но, што прочитаме во Лука 21 глава, тука застанавме, нели? Лука 21 глава, 17 до 19 стих, кажува вака. И сите ќе ве мразат заради моето име,
но вам нема да ви пропадне ни влакно од главата. И 19-тиот, со своето трпение ќе ги спасите своите души. Ете, колку е битно според овој стих произлегува дека трпението ќе ни го обезбеди спасението. Во таква една ситуација. И тоа како е потребно трпение кога, замислите си, вашата сопруга, татко, мајка или не знам што, ќе ги доведе авторитетите, полицијата или било што, дома, за да ве предаде. И рековме, не мора тоа да биде од омраза, туку блокирана сметка, неможност да се купи, да се продаде, знаеме, и тоа стои во Светото писмо и така натаму, од разноразни причини. Оној кој што навистина нема да остане целосно посветен на Бога, не може да биде на трета страна, ќе биде на таа страна. Нема трета страна. Но овде вели дека Божиот народ ќе биде заштитен, нема да ни фали ни влакно, и трпението е тоа кој што е битно, па затоа и стои во Откровение 14:12, тука е трпението на светите. Не е за џабе. Но, кога збориме за трпење, за трпение, кој лик ви доаѓа во Библијата? Еве да се поучиме од таму. Добро, да. Он е секогаш пример над примерите, но имаме еден во Стариот Завет. Да, кој што покажал таков интегритет, таква цврстина. Да, Јосиф, да, меѓутоа мислев на Јов пред се. Тој претрпел нешто и он, ќе видиме дека е всушност пример, слика за Божиот народ во последното време. Еве, што ни кажува Јаков, да отвориме прво послание на Јаков. Јаков, 5 глава. Пета глава, 10 и 11 стих. А дори и од порано од 7 стих вели, и така бидете трпеливи, браќа, до Господовото дајање, ете земјоделецот го чека скъпоцениот од така натаму. 10-тиот, за пример на злострадањата и на долго трпението, земете ги браќа пророците кои зборуваа во Господово име. 11 стих вели, ете блажени ги нарекуваме оние кои претрпеа. Чувте за трпењето на Јов, а видовте како Господ го заврши тоа, зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. Да се посетиме на Јов. Еве, дотвориме таму, мада не мора да читаме толку многу, затоа што познат ни овој настан, премногу познат. Беше некогаш во земјата Уз човек по име Јов, и еве го описот негов, краток и јасен, кој што неколку пати се спомнува. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Кратко и јасно. Тој опис ќе го даде Господ подосна, кога ќе се соочат со ѓаволот, кога ќе му дозволи да удри на Јов. Непорочен, праведен, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Имаше 7 сина, 3 ќерки, 10 деца. Па ни кажува тамо, илјадници овци, камили, магариња, слуги, за да се чува таа стока толкава огромна, нормално дека имала и слуги. И без да знае тој, меѓутоа ние знаеме дека доаѓаат на една надприродна слика, сега ни дава овде писателот, кој што се мисли дека е Мојсей, на оваа книга, каде што се случува еден состанок меѓу Божите синови, кои што доаѓаат еден ден, застануваат пред Бога, а меѓу нив пристапува и сатаната, и Господ му вели на сатаната, од каде доаѓаш ти, како да он не знае, меѓутоа. И сатаната онака гордо, може да замислиме, еве доаѓам од земјата, ја заобиколував на така. Од моето царство доаѓам. И Бог, од твоето царство, ама таму има некој кој што не ти се поклонува тебе. И го гледаш ли, го знаеш ли мојот
слуга Јов. Дали го забележа мојот слуга Јов, 8 стих, никој не му е рамен на земјата, тоа е непорочен и праведен човек. Еве го истиот опис, се бои од Бога и се отстранува од злото. А Сатаната што му одговара, го знае ли Сатаната Јов? Па според одговорот, веројатно го знае. Сатаната му одвели, зар Јов не се бои напразно од Бога? Аха, Јов, па му даде толкаво богатство, го заштити од сите страни, па затоа тој се бои од тебе. Поентата на целата ова работа исто така, она што сакам да го извлечам, знаеме што е поентата овде, меѓутоа она што сакам да го извлечам за денешното предавање е тоа дека Господ сака да покаже дека има своји луѓе, во случајов слугата негов Јов, кој што му служи на Бога само и само од љубов, без оглед на богатствата, на заштитата на било, само од љубов. Тоа е вистинскиот слуга и вистинското служење. Затоа што му дозволува на ѓаволот да удри и за помалку од 24 часа, ние не знаеме, тоа веројатно многу и пократко било. Значи првин удираат овие, како се викаат тоа племето, савејците удираат и му ја убиваат дел од стоката, му уништуваат. Потоа доека тоа се случува веќе веднаш после тоа паја оган од небото, така беше. Му уништува статокот од стоката. Па веднаш после тоа дува силен ветар и вика од сите 4 агли, сега не знам каков тој ветар бил, ама од сите 4 агли му ја руши куќата додека, знаете, не спомнав, имале навик овие неговите синови секојаш да, кај секого од нив да подготвуваат гозба, да ги викаат своите сестри и другите синови и така натаму сите. И тој ден, баш тој ден, кај најстариот син се собрале на гозба и како биле собрани сите, ги заклопува куќата. Ураган, кој знае што и да е, од сите 4 агли, вели. И Јов останува и без деца. Неверојатно што му се случило во еден ден. Но како завршува првата глава? Тогаш Јов стана, 20 стих, ја расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони и рече, излегов гол од мачината утреба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде, благословено да биде Господовото име. И покрај сето тоа, Јов не сгреши, ниту изусти некаква навреда против Бога. Вау! Што би кажале? Абе, ние ќе изгубиме, не знам што, некоја ситница па не знам, ќе збеснеме, не дај Боже да дојдеме до ситуација да почнеме да викаме, да го обвинуваме Господа за тоа. Се изгубил, се вредно што имал, но покажува дека го љуби Господа, мислам, му служи на Господа чисто од љубов. Чисто од љубов. Сето тоа, и синови, и ќерки, и стока, Господ ми ги даде, сега решил да ги зима, нека ги носи. Тој е помирен со тоа. Сетите се на оние прекрасни предавања на докторот, како се викаше германецот? Милер, да. Хорст Милер, точно. Прекрасно тој објаснуваше и токму Јов беше како пример исто така. Но, видите сега, во контекст на оно што го зборуваме, значи тие меѓучовечки наши односи, предавство, непријателство од домашните, ѓаволот му е оставил жената, затоа што знаел дека тука може да го искуша. Односно, се обидел. И видите, маж и жена, тоа е најтесната заедница што може да постои овде на оваа земја. И кога сето ова се случува, односно, ова подосна доаѓа затоа што ѓаволот повторно се среќава со Господа и му вели, ама сега дозволи да удрам на него, лично на него, со болест, и вика од петите до темето, чириви, рани по телото, почна да се стружи, кој знае како ли било. Но и покрај тоа, што се случува? 2 глава,
Да, еве 7 стих, сатаната отиде пред Господовото лице, тој го удри Јова со лути рани од стапалата до темето, Јов взеде црепка за да се стружи со неа и седна во пепел. Тогаш неговата жена му рече: зар си уште постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри. Па тоа било целта на ѓаволот. Значи ѓаволот проговорил преку неа. Да Јов го проколне Бога, да сгреши. Јов и одговори: брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зашто тогаш да не го примаме и злото? И во сето тоа Јов не сгреши со своите устни, повторно исто. Се снема за еден ден. Сега дури и болест го удри, страшна болест. Не знал што да прави со себе, но не сгреши со своите устни. Кога доаѓа од домашните искушението, тоа е посебно, значи, силно, знае да биде силно и е комплицирано. Но треба да обстоите, да бидете цврсти. Дали ние ќе дојдеме во некоја таква ситуација да ги изговориме овие зборови? Брбориш како што брборат безумните жени. Не дај Боже, значи не алудирам на буквално на вашата сопруга или сопруг, туку ќе видите во која ситуација. Што е во преносна смисла како символ жената, меѓу другото во Библијата? Црква. Че имаме сега безумна жена или безумна црква, ќе кажеме. Има ли таква? Има ли такви во Библијата опишани? Безумни цркви. Еремија 51:7. Еремија 51 глава, 7 стих. Вавилон беше златна чаша во Господовата рака, чаша што го испијани целиот свет. Со тоа вино народите се испијанија и затоа народите се избезумија. Не е далеко од паметот да сватиме дека кога некој ќе се испијани, станува безумен. Го губи разумот и умот. Не знам дали сте имале прилика некојаш некој од вас да се опијани во животот. Па тоа знаете зашто зборувам, значи. Колку разум има човек тогаш. Сега овде зборува за народите. Но има ли црква што е опијанита во Библијата? Откровение 14 глава. Што ни кажува втората ангелска вест? Откровение 14 глава, 8 стих. И друг втор ангел дојде по него, велејки падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страстното вино на своето блудство. Вавилон, символ на отпаднатата црква. Но тој Вавилон, таа жена, таа отпадната црква, во 17 глава гледаме дека има и своји керки. Во 17 глава 5 стих, на челото пак и беше напишено име, тајна, големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотии. Мајката има и керки. Јов овде, не за џабе го земавме, неговиот пример и неговото трпение и трпење е слика за народот на последокот. Откровение 14 глава, ако се вратиме, значи пак на Откровение 14 глава, во првиот стих вели: видов и ете јагнето стои на Сионската гора, а со него стои и 140, значи со него 144.000 кои го имаат напишано на своите чела неговото име, името на јагнето и името на неговиот татко. Четвртиот стих, кои се тие? 144.000, тоа се оние кои не се осквернија со жени, со оваквите безумни жени,
си немале работа. Имено тоа се девственици. Тие се откупени именно тоа се девственици, тие одат по јагнето каде и да оди. Значи разумот им е секојаш на место на овие, си немале работа со безумни жени, кои што брборат. А што е, ово е една друга смисла, што е друго ако не Вавилон? Збрка. Брборење на разни јазици, не можеш да разбереш. Видите, не можеш да разбереш ништо. И во контекст на овој ковид, што не најде пола години и повеќе веќе, забележувате ли дека збрката е максимална? И пак ќе кажам, тоа е намерно. Те маски ваму требало, вака те требало, онака не требало, тоа требало, сега нови откритија, сега нема контролни тестови, немало потреба, затоа што, не знам, после 10, после 20 дена вака, така, онака, збрка, да не знаеш каде се заврати, што да веруваш. Не е тоа случајно. Затоа што тоа е производ на Вавилон. Тоа е производ на Вавилон. И ни брборат тамо еден вака, еден онака, сите брборат, сите паметни. Но 144 луѓе, Божиот народ се оние кои што се девственици си немаат работа со таквите жени. И 5 стих, и лага не се најде во нивните уста, тие се непорочни, не изустија ништо лошо од својата уста. Не ме потсеќава на Јов. И непорочен, и безгрешен, ама и ништо не допринесе да он изусти нешто лошо од својата уста. Еве затоа реков, тоа е слика, Јов е слика на народот од последното време. И Јов, ѓаволот преку неговата жена сакал да го искуша, конечно, кога видел дека не може да го сруши никако, па тој се обрека на својата жена брбориш, како што брборат безумните жени. Меѓутоа, ние треба да им се обратиме на сите други вавилонци, да кажам така, кои што се наоѓаат во Вавилон и кои што ни нудат вакво такво, секако алкохолно вино, знаете, имате разни типови на вина, сега, тоа е цела една наука. Розе, вакво, такво, смедеревка, меѓутоа сето тоа е алкохолно. Во преносна смисла, ваква лажна наука, онаква лажна наука, од се по нешто. Важно е лага во позадина на сето тоа. Вие треба да застанете цврсто како Јов, да се држите до својот интегритет и да речете, ај не брборете многу. Вие безумните жени. И сега што е тоа? Многу е битно да видиме што е тоа што Јов го имал, го поседувал во својот карактер, што треба ние да го имаме за да можеме да ја преживееме кризата, кој што доаѓа. Веќе доволно кажавме, мислам, нели кажав и јас самиот дека тој опис е перфектен и целосен, кога се вели дека беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Меѓутоа конкретно две работи само, кои што се битни. Да отвориме 23 глава на Јов, значи се враќаме во Јов. 23 глава Јов, 12 стих. Не отстапувајте од заповедите на неговите усни. И вели, ги чував словата на неговата уста, повеќе отколку секој дневната храна. Што кажува Јов овде? Што му е битно? Што му е најбитно во животот? Божјото слово, Божите заповеди. Ги чував и ми беа помили, побитни и од секојдневната храна. Господ даде, Господ зеде. Видите како Јов знаел, подготвен бил и за таков момент, дека на еден непорочен и праведен човек не мора да значи дека во животот секој му оди подмачкано, секојаш ке има. Не, доаѓа момент на криза. Доаѓа момент на
сите ни кажуваат, доаѓа тешка економска криза. Имаше и 2000 и која таму беше. Ја пребродивме некако. Оваа, веројатно може ќе биде и пострашна, и уште пострашни доаѓаат. Но Јов вика, Господ даде, Господ зеде, па зарем ако примаме добро од Господа, не го примаме и лошото. Бил спремен за таков момент, ама не се спремал со тоа што трупал храна дома или не знам. Знаете, сте гледале можеби емисии, па не знам каде ги даваа, најчесто дали на National Geographic, оние по Америка посебно што ги даваат, кои што копаат и прават под земја цели скривници во случај на нуклеарна, не знам каква војна, било каква криза и трупаат конзерви, храна таму. Јов не го правил тоа, ниту Елен Вајт не советува на такво нешто. Туку што правил? Трупал нешто друго, ама го трупал Божјето Слово во своето срце, во себе. Да, во својата душа. Така спремно ја дочекал кризата, било економска, било каква, здравствена и било што. Читаме. Не отстапувајте од заповедите неговите устни, ги чував словата на неговата уста повеќе од колку секојдневната храна, па затоа и устата не му изговорила ништо лошо, затоа што ги чувал, го чувал она што доаѓало од Божјата уста. Нели треба да живееме, Исус не учи од сето она што доаѓа од Божјата уста, а не само од храната. Нему му било поважно од храната, Божјето Слово. Можеме да кажеме поважно неговиот живот. Зашто секојдневната храна е важна за човек да преживее физички. Меѓутоа, на Јов не му е тоа најбитното. Најбитно му е Божјето Слово. Псалм 48. Тука веројатно ќе мора да скратам и да имам трети дел, да не се задржуваме премногу. 40 глава Псалми, 40 Псалм, 8 стих. Мило ми е, Господи, да ја исполнувам Твојата волја, јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. И 119 Псалм, 11 стих. Во срцето го запазив Твојот збор, за да не сгрешам против Тебе. Зошто Јов не сгрешил? Затоа што го трупал Божјето Слово во своето срце, во својата душа. Го запазил, го љубел, му било побитно и од храната и од било што друго, и затоа и не сгрешил. Бил под притисок на страшна финансиска загуба, страшна семејна загуба, страшен притисок психолошки од страна на неговата жена, кој што го наговара, ѓаволот зборува преку неа да го проклне Бога, но тој тоа не го сторил. Издржал. Тоа е трпението на Јов, кој што треба да не поучи нас, како да ги издржиме овие последни кризи. Јас тука ќе завршам за денес, ќе продолжиме следната сабота. Боже и Господе наш, Ти благодариме за тоа што имаш за нас вест, посебно голема вест, радосна вест из ова последно време, дека без оглед на се, без оглед на околностите и настаните, кои што навистина ќе бидат страшни, неволе какво што никогаш не било на земјата, сепак Ти имаме, Господи, Тебе, и без оглед на тоа што можеби сите ќе не замрзат, нам ни влакно нема да ни фали од главата. Тоа е Твое ветување, Господи, и ние целосно го прифаќаме и се подпираме на Твоето ветување, на сите Твои ветувања, кои што ги има мноштво во Твоето Слово. И целосно сакаме да Ти се предадеме и целосно само на Тебе да се подпираме. Затоа што секоје човечко суштество е слабо. Кнез, цар, премиер, председател, маж, жена, керка, син, сите можат да паднат во даден миг и да се свртат, не дај Боже, дори и против Твоите чеда, против нас, ако ние сме во таа улога. Но, и тоа е навистина тешко, но самиот Исус спомена ни сето тоа, иако на Господарот така му правија, тогаш што на слугите? Што може да очекуваме повеќе?
Но Господи, Те имаме Тебе на своја страна и да се држиме само до Тебе, без оглед на цела оваа збрка која што ќе станува уште поголема. И без оглед на сите неволи, ако се држиме до Тебе, ќе чекориме сигурно, и не само што ние ќе чекориме сигурно, туку ќе бидеме и пример, како што Јов нам ни е пример, да бидеме и ние примери за мнозина други. Како е да се стои цврсто на Божја страна, безкомпромисно, без да му се погреши на Господа или на било кој од ближните. Таков народ Ти очекуваш, Господи, и бараш и сакаш. Ние сакаме да бидеме дел од тој народ и затоа помогни, затоа што сме се уште слаби и далеку сме од примерот на Јов. Помогни ни во сите наши слабости, за да можеме да достигнеме крајната цел, спасението, она што Ти највеќе го сакаш за секого од нас. Води не, Господи, и понатаму во свет саботен ден, обилно благословине и подсетување да внимаваме на времењата, да бидеме будни и да внимаваме на нашата облека. За се Ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин.